По повод денот на примирието од Првата светска војна и денот на народната жалост, амбасадите на Франција и Германија одржаа комеморација со полагање на цвеќиња на германските гробишта во Прилеп. Амбасадорот на Сојузна република Германија, господинот Томас Греберих, истакна дека примерот на помирување на Германија и Франција треба особено да го следат земјите од Западен Балкан, кои сакаат да станат дел од европското семејство и да бидат дел од европските вредности. Но дека за да се постигне тоа е потребна политика која што не се изолира, не бега во национализам и која што не гради нови ѕидови. Мораме да развиеме способност за помирување. Мора да создадеме свет во кој цврстата волја е обединета, ужасите од војните да се испратат во арсеналот на историјата. Германија и Франција најдоа еден таков пат на помирување. Основата за тоа беше и е Европа на заеднички вредности и убедувања, насочена кон неотугивите човекови и граѓански права. Европа, која од континент на војни и опустошувања се преобрази во континент на мир и благосостојба. Одговорот што го најде Европа денес е поважен од кога било и вреди да постои заложба за тоа. Амбасадорот Герберих одговарајќи на новинарско прашање за тоа дали реално постои пријателство помеѓу Германија и Франција, бидејќи и во Унијата се појавуваат голем број разлики по многу прашања, а едно од нив е и започнувањето на преговори на Македонија со ЕУ. Тој истакна дека Германија и Франција соработуваат многу тесно во рамките на Унијата и се усогласуваат со политиката за Западен Балкан. Тоа го потврди и Станислав Мрозе, заменик амбасадор на Франција во Македонија. Како што можевте да видите, постои тесно, блиско пријателство помеѓу овие две држави. Ние тоа го покажавме тука, по крајот на Првата, по крајот на Втората светска војна, свативме дека не сакаме никогаш повеќе повторно тоа да се повтори. Германија и Франција се соседни земји, германците и французите соработуваат заедно, се среќаваат заедно и оваа соработка постои веќе со години. И врз основа на ова пријателство, двете земји соработуваат многу тесно една со друга во рамките на ЕУ и се усогласуваме во однос на политиката за Западен Балкан едни со други. И помеѓу пријателите можно е да имате и различно мислење, но целта е заедничка, тоа е заедно да овозможиме наскоро започнување на пристапните преговори за земјите од Западен Балкан и во однос на таа заедничка цел не постојат разлики помеѓу Германија и Франција. И јас само сакам да го подкрепам сето она што го кажа Томас, ние навистина во реалноста така и правиме и не соработуваме само заедно кога станува збор за посета на гробишта. Според германскиот амбасадор, договорот од Преспа помеѓу Македонија и Грција значи започнување на едно вакво помирување, кое што според него не требало да се стави на коцка. Ние се обидувавме да делуваме како модел за помирување, како на пример помеѓу Грција и Република Северна Македонија. И мислам дека овој пример за германско-француското помирување може да важи во целиот свет. Мислам дека треба да постои подготвеност за постигнување на компромиси, сопствените интереси да бидат ставени на страна и тоа е она кое што ние се обидуваме секоја година одново да го покажеме. И со Преспанскиот договор сите страни го покажаа тоа, и грчката страна го покажа таа е свесна за својата одговорност за овој регион и ја презема одговорноста за регионот и мислам дека започнувањето на едно вакво помирување не треба да се стави на коцка. Инаку францускиот амбасадор Кристијан Тимоние присуствуваше на комеморацијата на француските војни гробишта во Скопје.